Владата планира зголемување на социјалните примања од 9 до речиси 12.000 денари. Намерата предизвика контрадикторни реакции, бидејќи аршинот ни приближно не е ист за сите. Да, треба. Што треба, малку е. И пензиите се малку и тоа треба да се зголемат. Пензиите и социјалните, нема што да живееме. Не само на социјална, и на работници, и на пензионери. Секој дека би требало да се зголеми. Тоа е моја мисија, сега не знам. Од друга страна, зголемувањето на социјалната помош приближно до минималната плата е нелогично и дестимулативно за тие што работат. Секој знае дека не е фер. Не би требало да се изедначи со тоа, по моје мислење, така е, па не знам. Али тај да работи за 12, дома да седи, нешто, социјалната помош се дава на тие што се инвалиди, не да Боже што може да работат. А на здрав прав човек, секој ти и ја, додам да земам социјална помош, да земам 12.000, најќе рмба за 12.000, тоа не е уред. Оваа контрадикторност е очекувана и неа треба да ја реши кој друг ако не државата, доколку бара привиден социјален мир, но при тоа да не ризикува и дестимулација. Како ова ќе се изведе е нејасно, но предлогот доаѓа од власта која најчесто што науми тоа и прави. Дали ќе бидеме држава комплетно опремена со социјалци и вработени во државната администрација, или пак ќе се тргне во спротивен правец, е прашање на партиско-политички, а не државен интерес. Например, дури 25.000 социјалци во Бугарија лани го изгубеле правото на социјална помош, бидејќи понудената општакорисна работа еднаш ја одбиле. Слично се случува и во развиените европски држави, што јасно го покажува и нашиот правец. Зошто не се следи е прашање старо веќе 25 години. Во моментов, како приматели на социјална помош во источниот регион, регистрирани се 6600 лица од 1700 семејства.